Интересно е што во антиката има предмети кои се вотивни во римската антика, кои всушност ги правеле жените, тоа се така наречени вотиви, амулети, со приказ на утерус. И тие се носени во светилиштата за да на жените им се олесни процесот на менструација, да биде помалку болен, но исто така и за да може да родат и сите Ништо како вуду матка. Тоа е супер слоган, мислам дека треба да го примените. Океј, добро дојдовте во уште една епизода од нашите вкупно 5, така Теодора. Да. Денеска снимаме на тема менструацијата во, како да кажам, низ некоја антрополошка и археолошка призма и затоа имаме супер гости одбрано. Во овие 5 теми навистина се опфатија многу разни аспекти, но оваа ни се чинеше некако многу интересна и сакавме да ја дотакнеме. Не многу се зборува за овие теми, секогаш нешто е од прилика во домен на политики, на практики, на тоа што се случува во образование и така натаму. Меѓутоа, овие се некако, како да кажам, во склоп на образовен систем, но не доволно се зборува за овие теми. Па затоа викнавме супер гости и заедно со Теодора од Period Movement решивме да посветиме една епизода во овие вкупно 5 на подкастот наш, кој што го нарековме Red Talks или Црвени муавети. Океј, на кусо само, затоа што заборавив, ова е проект во кој што партнерски организации од Косово, од Албанија и од Црна Гора, поддржани од амбасадите, од француските амбасади во овие земји, го спроведуваме во изминатава година. Меѓу многуте активности, нели го имаме и снимањето на овој подкаст. И името на тој проект е Our Bodies Are Not Taboo или Нашите тела не се табу. А кога сме веќе кај зборчето табу, многу е поврзан со археологијата и со антропологијата. И имам многу голямо задоволство да ги представам, извини Гоце, прво Ана Шталковска, Гајтановска, инаку моја поранешна професорка, ама мислам дека за цел живот еден човек кога ти е наш професор, за цел живот ти е професор. Уште си ми инспирација и фала ти многу за тоа. И никако... И ти мене секогаш. Фала. Никако ми дојде одма идеја за тебе, затоа што во своето богато истражувачко искуство се посветуваш на вакви теми, на интимни теми. И знаев дека сигурно го имаш ова прашање протнато во својата истражувачка работа, така што се надевам имаш многу да ни кажеш. Фала ти многу што ја прифати оваа покана. Фала ти тебе. И Гоце Наумов, археолог, исто така ми бил и мене професор на УКИМ и знам дека секој пат кога се изучувала археологијата, нели јас во рамки на етнологија и антропологија, секој пат Гоце заедно со професорот Никос Чаусидис биле посветени на таа некоја си етнолошка страна и ги спојувале тие работи, што за мене е супер. И морам да кажам дека и се занимаваш со преисторија, конкретно и со телесност и отелотворување, тоест со малите фигурини кои што се, како да кажам, еден одличен пронедок од тој период и ги има за среќа кај нас на ова поднебје доста. И многу се радувам што си еден од археолозите кои што се доста продуктивни, барем од помладата генерација, и многу работи може да се дознаат за овие периоди. И ми е мило што во својата работа вклучувате баш и символика и тоа што би подразбирало некои ритуали, тоест обреди, поврзани со овие две науки, на тој начин ги спојувате, што за мене е некако природно и супер приод во науката. Така што фала ти многу што прифати и мислам дека ќе бидеш
може би единственото машко во овие емисии. Вау. Така што е Имаш и за тебе, честа. да. Идам Фала ти. представник на машката менструална група. Фала за поканата и знаеш дека ми секој задоволство и ќе се трудно да бидам сериозен. Не треба. Немој. И така ме најави. Океј, Теодора, тука сме да си правиме разговор. Секој од нас, како да кажам, е некако можеби да се нарече и мал експерт на тема, поготово жените, затоа што нели имаме некакво искуство. Меѓутоа и во нашава работа сме сретнале многу примери интересни кои што може да се спомнат во овој подкаст, така што верувам дека секој од нас има многу што да каже. Меѓутоа, ајде да почнеме сега конкретно со темите во кои што вие нели действувате и работите. Ана, знам дека многу често одиш или во минатото имаш одено на интересни теренски места и менструацијата била дел од прашањата кои што ги поставуваш на своите соговорници од разни средини во Македонија. Па дали имаш да ни споделиш некој интересно искуство и што имаш најдено на терен за оваа тема? Јас почнав како студентка, крај на 90-тите, почеток на 2000-тите, тогаш најинтензивно работев на терен на оваа тема, а сосем случајно се појави заради тоа што почнав да работам на тема обичаи при раѓање. И сега, пошто тоа е врзано некако со нели плодноста со првата менструација и така, се појави случајно оваа тема и моите материјали се практично од тој период и се однесуваат на првата менструација. Супер. И се многу интересни, но не се во онаа смисла кога ќе помислиме на обреди поврзани со менструацијата, таа асоциација што ја имаме на некои заедници кај кои е тоа прописен, така да кажам, во наводници, обред на инициација, се случува тоа ти што го спомна, да ги затвораат во посебни простори, да ги изолираат од останатите и така натаму. Кај нас, во нашата традицијска култура, и тука не мислам само на македонската, туку мислам на сите заедници, тука околу нас, се не е баш така радикално, како да кажам, обележана таа прва менструација, но секако има одредени аспекти кои што ја прават да биде специјален момент во животот. Не толку од обреден аспект, колку што мислам слично како и денес, пошто имам ќерка на 12 години, која што туку ја доби првата менструација и таа некако гледам сличности во таа смисла, како се доживува тој период во смисла дека растам, дека станувам девојка, што им е многу битно на девојчињата и денес, да тие сакаат нели брзо да пораснат, тоа да се случи побрзо. Не денес, од секогаш и мене ми било тоа битно. И е некаков таков символ дека станувам повозрасна, станувам девојка, а во минатото пак тоа се врзувало задолжително со плодноста и со сексуалноста, дека кога ќе ја добијам првата менструација, сум веќе следи нешто такво, сум спремна да речеме за сексуални односи и сум спремна на тој начин после да раѓам, да не речем да продуцирам нови човечки суштества во моето семејство. И тоа е важна врска на првата менструација, но од друга страна нема некои специјални обреди кои што се прават во овој случај, туку да речеме неколку што сум ги слушнала, знаеме сите сме слушнале дека жените кога имаат менструација не треба да влезат во црква, нели? И поврзано со тоа е дека на едно место, не знам точно каде, низ Македонија, дека не сме да јаде великденско црвено јајце, ама пак од практични причини, зашто вика ако изедам великденско црвено јајце, тогаш на секој празник ја добивам менструација и сега да ја избегнам оваа компликација. Тоа е нема причината. Или нешто Интересно. како највака да кажеме директно врзано со плодноста, водата од алиштата што ги переш за првата менструација треба да се истури на корен на родно дрво за да биде девојката плодна понатаму. А сите други аспекти се врзани со практичниот аспект на
тоа како се справувале во минатото со менструацијата. И тие вака ми беа по да речем интересни моменти на кој начин се справувале, што носеле, како ја собирале таа крв и што понатаму правеле со тоа. Добра, може да ни раскажеш Да. и за тоа дефинитивно подоцна. Многу возбудливо, ми е интересно. Кога рече од прилика во 90-тите? Да, крај на 90-тите, Крај на почеток 90-тите? на 2000-тите. Само во кој дел го правеше истражувањето? На разни места. Во Порече работевме долго време, во Струшки Дримкол јас сум работела долго време. Малешевија, Велешко исто работевме еден проект многу така да речеме широк со разни теми вклучени внатре. На многу места. Многу интересно. Добро. И сега во поглед на археологијата, има многу локалитети кај нас, а има и од периодот во кој што ти се занимаваш. Неолит, така, поправиме? Така? Тоа... Добро изгледаш, не би те поправил. Добро, да не триснам некоја глупост, одамна студирам, да не се лажаме. Дали во она што е пронајдено кај нас, во тие локалитети, нешто асоцира на поврзано со, нели, репродуктивниот дел од животот, нешто поврзано со менструација, со репродуктивност, со плодност и така натаму, и кои се најинтересни артефакти, доколку има такви, пронајдени кај нас и не мора кај нас? Па дефинитивно со плодност има многу фигурини пред се. Има и други предмети, но фигурините се најпопуларни и секако најмногу и внимание привлекуваат и кај археолозите и кај, да речем, публиката што ги посетува музеите или ги чита тие некои публикации што се издадени, но начинот на кој ние ги објаснуваме некогаш е многу тесен и прилично штур и затоа мислам дека од една поинаква перспектива многу традиционално се гледа плодноста и затоа и многу погрешно се применува и се автоматски погрешно и се толкуваат фигурините, бидејќи тој концепт на плодноста и на жена богиња потекнува од 19 век и тоа од антропологијата, тоест тогашната етнологија во развој, која секогаш влија на археологијата. Археологијата е секогаш последното чедо, како да кажам, кога некои нови методи влегуваат во хуманистичките науки или некој би ги нарекол хуманитарни. Да. Бидејќи понекогаш вака на државно ниво на вистина така функционира. Ама како и да е, археологијата секогаш последна ги опфаќа тие аспекти и автоматски елементот на плодност, на жена божица влезе во археологијата и многу долго владееш и голем дел од предметите така се разгледува и затоа и дел од нив се нарекува и венери, особено ние познатите палеолитски венери и голем дел од предметите откриени во Македонија на тој начин се перципира и се создаде едно јавно многу популарно мнење дека сите фигурини се божици или сите фигурини се репрезенти на плодност, дури на светско ниво, особено во Америка го имаше тој така наречен Goddesses Movement, кој од, мислам дека вториот феминистички бран беше инициран. Типично, нели, за тој период. Да. И Гимбутас беше, да речам, божицата предводничка во тоа движење. И она многу луѓе инспирираше, особено затоа што имаше литванско потекло, иако работеше во Америка, и на тој начин и источниот свет некако повеќе го анимираше, зборам за источниот блок во тоа време, и на тој начин во југословенската археологија, балканската генерално имаше големо влијание и затоа сите овие предмети така се разгледува. Но за среќа феминизмот, третиот бран, се појави исто така подоцна него во другите науки, но за среќа делуваше на едно многу поинакво ревидирање и на фигурините воопшто на женските аспекти. Јас можам онака и јавно се декларирам како феминист во археологијата, бидејќи сметам дека феминизмот имаше многу
конструктивен пристап, особено во сферата на анализите на телото, на представеното тело. Што е клучно во тоа, што е различно во овој план? И особено е битно тоа што ја дефинира улогата на жените, бидејќи генерално науката беше пишувана нели од мажи, и низ таа перспектива беа и сите аспекти на родовост и полови прераспределени, нели, преку машката, да речам, перспектива презентирани. Но некаде во 90-тите години тоа почна да се менува, имаше некои инициативи порано, но кога многу интересно кога почина Гимбутас, некако спласна тоа Goddess Movement и тога се јавија новите, да речам, жени во археологијата и тие делува многу и многу успешно и многу е добро што се појавија затоа што 90-те наому почнаа да се ревидираат тие некои улоги на жените и се покажа дека всушност жените не се секогаш подредени и не се присутни во преисториските или во архаичните општества само за да раѓаат и да одгледуваат деца и да прават храна, туку се инволвирани во многу работи во кои претходно се сметаше дека не е тоа возможно, како што е ловот, например, или орањето. И обратно дека мажи се вклучени во женски активности, например, како кај хоп индијанците мажите ткаат, например. Сам и многу други такви работи. Така да тоа многу придонесе да се стабилизира археолошката теорија и секој се одрази на толкувањето на фигурините, така да дефинитивно сега конечно ќе одговорам на прашањето. Многу од фигурините се прикажани со елементи на плодност и може како такви да се разгледуваат, меѓутоа повеќето апсолутно ги немаат тие аспекти и акцентираат можеби други женски да речам карактеристики кои не треба се занемарат, а не се однесуваат само на плодноста, туку се однесуваат и на одредени статусни аспекти и кои жените во архаичните општества секако ги имаат. Ние имаме и некој, знаеш, многу поинакво гледиште дека тоа што е во племињата или тоа што е во предисторијата е секогаш патрилокално, традиционално, конзервативно, но има многу општества, Јана веројатно знае ни светот, само 20-тиот век се потврдени 19-тиот, кои се матрилинеарни или матрилокални, ги има и во Америка и во Азија исто, делумно во Африка. Да објасниме ли матрилинеарни и матрилокални? Тоа вас ли остам. Добро. Ана. Ајде, зазори, како така? Матрилинеарни. Емисијата ќе ни ја гледаат млади луѓе и треба да знаат. Добро, во суштина кога наследството всушност се гледало по мајчината страна или по татковата, да. Тоа е линеарност. Тоа е линеарноста, добро. А матрилокални се кога се концентрира на одредени одговорности кои ги преземаат мајките во рамки на заедницата и на поширокото општество. Например, кај чирок индијанците, матрилокалноста е исто многу присутна и голем удел во одлуките на заедниците имаат женските совети. Тие не се поглавари, меѓутоа имаат многу висока позиција и се зема таа позиција во предвид, односно нивното мислење. Така да и тоа го има на разни места. Носители на одлуки жени. Сигурно можела. И затоа мислам сите овие истражувања, да речем, на новите антрополози придонесоа кон тоа ревидирање и секако на нашето видување на жените денес, не така, само на жените во минатото. Гоце, фала ти што постоиш. Па и ќе поседам ако можем. Не, мислам, навистина е реткост да се најде некој од овие струки, особено каде што имаме од овие или хуманитарни науки, како ги нареча. Да, историографијата и така ни е некако прилично набиена, национална и слично, машка. Да. Многу ми е драго што има некој како тебе што има ваков пристап, што да. Фала ти за оваа перспектива. Многу интересно. Јас малку сакав да позборуваме за терминот табу. Многу често се користи сега во секојдневието и ние во рамки на граѓанскиот сектор сакаме да го користиме за теми за кои што не доволно се зборуваат. Меѓутоа и во етнологијата, во антропологијата, археологијата си има некаква позадина и е поврзан со овие традицијски култури. Кога се спремавме за подкастов, нели зборувавме за тоа дека во разни заедници има разни практикувања на обредите.
кои што и некои доста проследени со драмски некои елементи. Не знам, баш скоро читав, имам дома оствари една книга Rituals in the World и во Африка, заборавив точно во кое место беше, буквално се плета посебна облека за девојката која што е добила првата менструација, потоа следи едно ритуално играње, потоа следи некаква борба во кал, и потоа следи бањање ритуално и многу интересно што за време на таа прва менструација девојката седи на трева која што е набрана, не знам каде точно, и потоа таа на крајот на целиот ритуал таа трева со првата менструација се спалува и на во која страна ќе оди оганот од нели запалената трева, таму треба да го бара незиниот сопатник. Многу интересно, онака сеопфатен целоден ритуал поврзан со прва менструација, многу фасцинантно, а за време на целиот обред мажите го гледаат сето тоа од една карпа. Многу онака воајерски сакаат да видат на која страна ќе отиде чадот. Знаеш дека има слични работи на Балканот? Со ние куќарки, не знам, сакам да ми кажеш. Сигурно подобро. Знам дека за во Индија знам дека има посебни куќарки во кои што се изолираат девојките, се толкува дека се нечисти, дека се опасни. Но не само тоа. Значи, освен што се таквите толкувања присутни, актуелни, дека се тие нечисти, дека се опасни, дека треба да ги изолираме, во исто време е многу важно да потенцираме дека таквата изолација, што исто така се случува и кај машките, кога се работи за обреди за иницијација, подразбира и вклучување во женскиот свет, кој што е многу, тогаш ги добиваат знаењата кои што им се потребни за и моќта што им е потребна, женската моќ што им е потребна за животот понатаму. Исто слично како и ситуацијата со машките деца кои што се иницираат во нели следниот статус понатаму. Кај нас во нашата, пак велам тука, барем според моите истражувања, традицијска култура нема такви обележувања на првата менструација, освен овие некои што ги спомнав, но има многу интересни асоциации. Барем мене сега од оваа перспектива ми се интересни. Например, се забележува дека искуствата со менструацијата можат да бидат наследни. Какви се искуствата на мајката, такви ќе бидат искуствата веројатно и на децата. И има една интересна опаска тука во материјалите, вика ако добие порано менструација, рано девојчето, тогаш таа е курвински сој, што значи дека рано се спрема за да почне, за да продолжи понатаму. Што подоцна тоа ја одржуваме таа невиност, така да кажам, тоа подобро. Ова зборувам сега според идеалите на заедницата. А исто нешто ме испровоцира Преска, кога Готе што го кажа. И е така навистина, кога зборуваме за традицијски култури или за архаични, како што ги нарече Гоце, заедници, сите имаме такви асоциации, дека се работи за конзервативни, затворени, утучени во некоја смисла, но е сосем спротивно, бидејќи според моите искуства, и тоа е тезата што ја промовирам постојано и низ моите истражувања, практично е сосема спротивно. Например, во овие традицијски заедници во кои што ги истражував јас, особено жените, нели кога ќе помислиме село, па тоа е конзервативна заедница, па тие се затворени, па не прават муабет за такви работи, практично испаѓа дека е спротивно, зашто особено жените и особено стариците, бабите, се многу отворени по овие прашања. И тоа ми беше и мене, пошто јас настапив со таа предрасуда, и мене ми беше као, вау, супер, ми беше шок, да, но е потврдено многу пати дека жените се всушност многу отворени да разговараат за овие искуства и за практични, и за обредни, и за секакви, и тоа е нешто што треба да го, како да кажем, да ја поместиме малку таа теза за конзервативни, затворени и стари жени кои меѓу другото се рекуваат и свекарви. Да. Свекарви, нели?
Така да. Сум Етимологија сериозно поврзана со оваа тема. Вау. Исто така за стари жени која зборуваме, може и постои, не знам, не сум размислувала, сега прв пат ми текна на таа вакво можна врска за магесници или вештерки жени кои што стануваат магесници, кои што многу сериозно ја контролираат ситуацијата во селото во смисла на да наштетат некому, да направат нешто во своја полза и така натаму. Тие можат да бидат само жени кои што завршиле со плодноста, престанале да раѓаат, а во таа смисла може да се направи врската дека можда завршиле и со менструацијата. И сега уште ова морам да го спомнам и ќе прекинам. Кога сме на ова прашање, мене ми е од оваа перспектива многу криво што во тој период кога сум истражувала, крајот на 90-тите, сум разговарала со баби, жени кои што биле родени на почетокот на векот. Значи многу одамна. И кога би била позаинтересирана малку, би можела да го проширам тој интерес, да кажам, за менструацијата во текот на животот, зашто сега јас сум во перименопауза и сега ми е екстремно интересно да знам како жените во такви ситуации, да речеме кога крварат многу, како се справувале во таквите ситуации. Тоа би било ептен интересно прашање. Но не само за традицијската заедница, исто и за ова вие што го работите за сега како се справуваме со таа тема која што не е баш многу исто популарна. Ки имаме една епизода и за тоа. Смисла, да. За менопауза, пошто и ние увидовме дека доста зборуваме за менструација, не зборуваме толку за менопауза. Одлично, супер. Така што мапирано е. Да, јас сум повеќе во listening mode и ве слушам се што споделувате, бидејќи ме е многу интересно, баш не кажам, викам не знам колку сум адекватна тука да седам на масата, ама мислам дека е доста интересно баш да видиме како ние перцепираме и оние предрасуди кои ние ги имаме моментално и јас како млад човек, за како менструацијата била нели разгледувана во минатото и мислам дека тоа е многу поврзано и со пристапот до информации кои ги имаме, затоа што кога ќе пишете менструација во минатото излегуваат баш оние типични примери кои Јана ги даде, кои не се блиски на нашиот регион, ама сакаме да дознаеме нели нешто повеќе и немаме толку сознание за што се случува кај нас. Мислам дека за мене првото нешто што можеби сум го изгуглала на оваа тема е зошто не можам да влезам во црква кога го имам добиено. И се сеќавам дека седав на Фемина форум да прочитам кои се различните толкувања. Пак не ми беше јасно, уште не ми е јасно, зашто тоа го правим во 21 век, ама мислам дека се покриваат некои прашања на индивидуално ниво и многу е важно да имаме пакви разговори за повеќе да се отвори темата и да стигне да речеме и до поширока публика која можеби не се бави директно во вашата струка, ама е заинтересирана да дознае повеќе, бидејќи е премногу интересно да се биде на оваа маса. Па, мислам, во контексти на денешницава, баш и затоа го спомнав и терминот табу, ние го зборуваме за нешто за кое што не се зборува за. А всушност во антропологијата тоа означува да, нешто што е опасно, нешто што е забрането. Меѓутоа, кога ќе ја видиш практичната функција на табуто, тоа било воведено да спречува инцест, нели? Било воведено за да се регулираат некои односи во заедницата кои што се нема на кој друг начин да се регулираат. Еве, на пример, биле изолирани. Да, ги изолираат од заедницата. Тоа веројатно не било супер искуство, меѓутоа можеби на тој начин се регулирале некои односи кои што но во исто време ги здружуваат со нивната заедница од која што треба многу да учат, за да и во поглед на учењето што е супер. Ние еве живееме во тој век во кој што живееме, немаме сеопфатно сексуално образование во училиштата, а се помалку се зборува за разлика од овие периоди кога биле нели овие соговорнички твои кога биле млади, тогаш си пренесувале во рамки на домот и заедниците биле пошироки и си ги пренесувале овие искуства и затоа тогаш ни било нели толку табу тема, а ние имаме слика дека тогаш не се зборувала, напротив, тогаш многу повеќе се зборува. Например, не може керката да сподели со мајката, тоа е забрането. Таква комуникација во оваа смисла не е пожелна. Ретко се случува да имаш еден пример за девојче кое
бабата ми го раскажува нејзиното искуство која била која ја добила првата менструација. Рече, јас добив менструација, но не знаев што е тоа. Значи, не сум чула и гледам дека има крв, ама не ме боли нигде. И отишла кај мајка и во паника, мене ми тече крв, не ме боли, некаде сум сигурно пресечена, ама не можам да видам каде. И тогаш мајка ја објаснила што се случува. Инаку во тие заедници ретко се случувало, пак кажувам, да се затечат тотално неинформирани за тоа што е менструација, бидејќи комуницирале, како што кажа, со другарките. Исто како денес, учат децата од меѓу себе, од, не знам, сестрите, братучедите и така натаму. И на тој начин просто се ретко било да не знаат баш. Да, ја мислам, тоа ми е толку шокантно затоа што ние собиравме како период Скопје, приказни за прва менструација и очекувавме, неле, да речеме живееме во време кога што имаме пристап до интернет и слично. Голем дел од приказните споделија дека не знаеле дека треба да добијат менструација девојчињата, не знаеле зошто крварат, многу често се уплашени. Па дури до степен каде што криеле од своите родители дома и нели ги известувале неколку месеци подоцна кога биле фатани едноставно на дела, што мислам дека и така кажува дека некако се движиме подалеку од оној идеалот, не зборуваме на училиште за овие работи, како што кажа Јана, не зборуваме и дома, претпоставувам дека родителите очекуваат дека училиштата тоа ќе го покрие, па на некој начин ги потфрламе нашите девојчиња и ги оставаме сами на себе, затоа што имаше стварно некои приказни кои ќе збориме после во друга емисија, каде што онака ти ја пишува и вика, јас имав 9 години, не знам што се случува и бев уплашена и мислев дека умирам, и мислам дека имам интерно крварење и тоа се на некој начин травматични веќе искуства кои и така како можеле да се превенираат. Да, апсолутно. А и во поглед на тоа, и еден од клучните наводи на студијата што ја правевме, вика повеќе од половина или 53% одговориле дека се чувствуваат нечисто додека имаат менструација. Значи во поглед на ова. Тука морам да една опаска, извини го се, или да престана. Да, ти има предност. Дури кога се мнозинство. Значи, што е опаска, кажи ми? Опасна мисла? Не знам. Опаска е забележка. Што не можеш да го контролираш. Ние многу ми интересен овој термин. Јас прв пат го слушам, ама пријатно ми е. Ќе си го користам. Во традицијската заедница термините за менструација се вообичаено нечиста, нечисто, редот, месецот, се виде и така натаму. Ама задолжително ќе ги чуете овие нечиста, нечисто. Тоа може да биде и од еден практичен, сосем практичен аспект да се чувствуваме нечисто кога имаме менструација, особено во некои ситуации кога тие се многу обилни, кога се многу кога го ограничуваат секојдневието на девојчињата и на жените, кога се окупирани максимално со таа состојба, зашто некогаш стварно знае да биде критично и буквално да се почувствуваш на тој начин. Може просто некоја може да биде, сега не велам дека е тоа 100%. Тој аспект јас се малку покултуролошки би го објаснил, нечистоста. Има многу интересен социолошки карактер кој е наметнат и на луѓето кои се ја носат таа нечистост во себе, во овој случај девојчињето. Поентата е дека ради патри локалнице општества во минатото, тоа е кажам пренесено чувство дека ти треба да бидеш или да се осеќаш, што би рекле, нечист. И тоа е затоа што низа години, односно не само години, милениуми, овој вид на патриархални општества, знаеш, многу фино наоѓаат аргументи во однос на тоа како да го изолира машкиот, да речам, машката компонента во општеството од женската и да не ти даде второстепено значење. А тоа е дека всушност мажите барале аргументи за да себе се истакнат повеќе. Со самото тоа што жените имаат различен процес, кој е телесен, ти имаат аргумент да кажат, окей, вие не сте како нас, вие сте поразлични, има нешто што не е во ред со вас, и тоа не ви дава за право да бидете онаму каде што сме ние. И тоа е, мислам, многу често и гласно кажано однесување, а многу уште почесто и како да кажем преќутено однесување, бидејќи ради својата моќ мажите тоа успеваат многу успешно да го манифестираат. И со самото тоа што концептот на нечистост се продолжува постојано, луѓето го имаат
особено младите девојки го имаат наследено и заради тоа по автоматизам се чувствуваат така. Но сега има и нешто друго. Всушност, нечистоста е нешто што му создава на женското друштво посебен вид на езотерија. Бидејќи мажите знаат дека тоа е сфера на жените во која тие не смеат да делуваат и ги држат на страна, меѓутоа им дозволуваат и одредена автономија. И сите ние куќарки што ги зборевме, менструални куќи, и сите тие, да речем, асоциации кои се случуваат меѓу жените во такви, условно речем, деликатни моменти или процеси, и му овозможуваат на жените, кои што Јана кажа, да се организираат на еден посебен начин кој не е во домен на машката контрола, но е оправдан, како да кажем, или толериран од страна на доминантните мажи. А тоа е дека всушност жените во тие моменти успеваат да учат работи кои не смеат гласно да ги говорат, како што кажа Ана, но успеваат да се обучат и во нешта кои им се неопходни на мажите, меѓутоа не се во нивниот домен. Во домен на мажите е секогаш јавното експонирање. Значи, ако треба да се направи трговија, ако треба да се игра оро, ако треба да се представи фамилијата, меѓутоа магиското, односно оностраното е секогаш, особено внатре во куќата, е во домен на жената. Жената ги изведува тие ритуали. И тоа им овозможува тој вид на изолација во тие куќи, или например во антиката постои дел во куќата кој се вика гинеикон, каде што жените се собирале и престојувале во време на тие на циклусите. Всушност тие градат знаење кое и е неопходно на заедницата на едно поинакво, на символичко, на ритуално ниво, кое мажите исто така го оправдуваат бидејќи им треба. Мислам, мажите се гласноговорници на фамилијата, меѓутоа не се многу способни во домен на символичката комуникација. Да. И така да тој аспект на нечистост всушност има и причина зашто постои и ние го гледаме негативно бидејќи е нормално, така и функционира многу често. Но го гледаме негативно бидејќи не ги забележуваме другите аспекти на живење кај иерархичните заедници. Секогаш ги гледаме нашата перспектива на хигиена. Ама кога ќе видиме историски колку всушност таквите женски заедници или женските друштва одиграле битна улога дури во појавата на одредени како да кажем многу актуелни, многу популарни символички друштва како што се елеусинските мистерии или весталките, кои биле клучни во пророкувањето на она што ќе се случи на империјата или на не знам, на државата во античка Грција. Тогаш сваќаш дека има некаква поинаква врска меѓу тоа што си изолиран и тоа што е актуелно. И всушност Има некаква моќ. Секако има и причина, мислам, тоа секако е базирана на доминацијата на мажите и на подредувањето на жените, кое и ден денеска е актуелно. Меѓутоа, тие архаични заедници гледале некога да му дават функционалност на сето тоа, за разлика од денес, и во одредена смисла да му дозвола да има некаков ефект, барем во домен на символичкото. Така да, затоа мислам дека тоа некоја ревидирање на старите практики и дава и некаква понекаква позиција на жената, можеби не во домен на како што кажав пред малку, поглавар или властелин или на некаква доминантна функција во рамки на тие некако општествени одлуки што ги имале тогаш во племињата или во, не знам, античка Грција или во други култури, но во некој посебно моќен домен кој ни ден денешен не е разбран од мажите. И мажите се уште слабо функционираат во таа сфера. Така да сметам дека има простор тој аспект да се проучува и понатаму. А Приеска спомна за куќарки овде, мислејќи на територија на тоа што е денешна Македонија или на Балканот постоеле, јас не знам за ова, нисум го сретнала како факт. Па Јана сигурно знае, тие се балкански феномен, мислам, документирано ги има на секаде на светот, ги има и во Северна Америка, ги има во Азија, ги има во Африка и имаат разни имиња, не знам, менструални куќи, куќарки, куќарици, има и други некои зборови. Куќарици, Давор ми правеше дипломска. Да, професорот Челсидис исто ги истражуваше детално и ги поврза со неолитските жртвеници. Така да тие се општо присутен
условно би го нарекол феномен, бидејќи се интересни, но не се многу проучувани, затоа се некаква нова појава во науката, но се и текако битни. И тука имам една книга која баш го намерно ја донесов, која всушност направи една трансформација во однос на проучување на менструацијата во археологијата. Women in Prehistory. Да, тоа е, не знам дали треба да покажам на камера. Тоа е една прилично актуелна книга во 90-те години, издадена во 97 година. Меѓу другото, коавтор е Розмари Џојс, која е еден од клучните феминисти во тоа движење во 90-те години. И тука има еден текст, бидејќи зборник, еден труд на Геловеј, која прв пат ги актуализира тие менструални куки, барем во археологијата, сигурно тоа во етнологијата и антропологијата е направено многу порано, кој што кажав, археологијата секогаш касни во се, па дури и во национализмот. Така да Супер нека касни во национализмот. така да тогаш се истакна таа, да речем, битна интересна функција. Прво се истакна тоа дека многу култури всушност ги ставаат жените на страна во тие така наречени нечисти денови. Но при тоа го акцентира и тоа дека жените се организираат бидејќи се поддржуваат. Мислам, жените меѓу себе, но и мажите, на пример, во Канзас, народите, индијанските народи кои живеат таму, ги ставаат жените во посебни, не се куќерки, веќе се во подкарпи, во мали пештери, и им носат храна, им носат медицински, традиционални медицински препарати, нели, билки, за да немаат болки, за да биде тоа сето полесно. При тоа има луѓе кои се грижат за нив и кои се солидарни, особено тоа се жени кои ги учат како треба да се однесуваат со таа појава и им кажуваат многу други тајни кои не се само во домен на магиското или обредното, туку и се во домен на практичната сфера, како треба да се ткае, како треба да се прави, не знам, одреден оброк. И затоа всушност Геловеј во својот труд укажува на тоа дека навистина жените се изолирани, меѓутоа има и смисловна компонента тоа, односно им дава одредена улога, многу битна улога во општеството, која е поддржана од машкиот. Особено, меѓу другото, сака да покаже дека и матри локални заедници во Северна Америка, кои, да речеме, се во домен на контрола некаква на жените, се уште ги изолира жените, бидејќи смета дека има одредена функција, се уште ги изолира жените во периодот, односно во циклусот. Така да затоа и всушност оваа книга е битна, бидејќи после нејзе почна да се занимаваат доста луѓе со менструацијата, бидејќи доскоро таа се уште е многу малку присутна, но доскоро воопшто не беше присутна во археологијата. Од една страна нема аргументи многу, а од друга страна има многу историски извори и латински, антички, римски, средновековни и доктори кои, мислам, односно доктори, ние така ги нарекуваме, но медицинари кои се занимавале со менструацијата, Плини, Гален, така да неколку од нив и пишувале за тоа и сега археолозите конечно почнуваат да се повикуваат на тие. Да, мислам, долго време овие теми слични вакви не се као демек релевантни за науката, затоа и многу малце се пишуваат, ама супер дека има примери. А јас сакав да те прашам нешто од поновата поскорешната археологија. Дали знаеш некакви интересни алатки, начини на кои што се користеле за справување, менаџирање на менструацијата, да речеме еве од пред 100-200 години, дали сега имаме менструални чашки, дали тогаш, зашто знам дека ова е од подалечна идеја, дали знаеш некои конкретни вака алатки што за жал македонската археологија не се бави со современата историја, што е составен дел од европската археологија, бидејќи имате скопување на не знам, бункери од втора светска војна. Или бар не за социјална некоја. Да, така да ние сме застанати во средниот век, за жал. Но како и да е, нема многу, ни на светско ниво нема многу артефакти, но има историски извори кои посочуваат на тоа, например за Египет има записи во кои се укажува на тоа дека жените користеле папирус за да може да го контролираат течењето на крв. Ги спомнав и Плини и Гален, кои говорат за тоа
што е менструација, го запишуваат тоа, например, и укажуваат на одредени бенефити од менструацијата. Значи, веќе анализираат каков удел има таа во однос на женската анатомија. И тоа е се на ниво на говор. Меѓутоа, интересно е што во антиката има предмети кои се вотивни, во римската антика, кои всушност ги правеле жените, тоа се така наречени вотиви, амулети, со приказ на утерус. И тие се носени во светилиштата за да на жените им се олесни процесот на менструација, да биде помалку болен, но исто така и за да може да родат и сите Ништо како вуду матка. Да речем, да. Тоа е супер слоган, мислам дека треба да го примените. И секако тие прават вотиви од уши, од носеви, од заби, се што било, да речем, болна точка на човечкото тело, било користено. Меѓутоа интересно е што и овие предмети се правени. Има една многу интересна историчарка археологија со која всушност имавме и можност да соработуваме на еден поинаков начин. Касандра Милер се вика и таа се занимава баш со менструацијата во антиката. Интересно баш како. И ги истакнува овие вотиви како, да речем, битни предмети за актуализирање на тој проблем кој е општествено познат, значи не се крие како што нели зборуваме сега во емисијата, туку веројатно и мажи ги изработувале тие предмети, можеби ги продавале на фамилиите, за да тие после ги однесат во светилиштата и да им се на символичко наводим се олесни. Други предмети кои може да се врзат конкретно за менструација, јас не познавам многу, има многу предмети кои се толкуваат како такви, дека се можни. Од друга страна, неолитските жртвеници може да се третираат како куќарици, како менструални куќи. И ние имаме доста примери. Многу, да. Така да концептот на куќа и на незината символичкост е многу актуелна, особено во неолитското во време кога прв пат се живее во куќи, така да и аспектот на женска куќа не треба да се занемари, тешко е да се докаже, но еве има обиди разни толковни тоа да се вака представи појасно. Многу интересно. Дали може би на Тиран нешто спомна за начини на кои што ја нели се справувале со крварењето? Јас сакав да споделам со баба ми еднаш кога разговарав за ова, зашто многу ме жалеше, јас имам доста обилни и болни менструации. И она беше таква како па ние не добивавме многу, нели покасно им доаѓале менструациите и ќе се родат неколку деца, нели поред и тогаш ти нели периодот кога имаш менструација се поредок и побрзо им завршувала менструацијата, па можеби и искуствата тогаш и сега се различни во однос на крварењето. Ама ништо во однос на тоа дали повеќе знаеш, а и можеби некое твое искуство. Во практична смисла, генерално луѓето во традицијската култура тука на овие простори не носеле гаќи, жените не носеле гаќи главно. Сега има и исклучоци секако, но главно не носеле гаќи. Се замислете кога не носите гаќи, а кога имате менструација, колку забавно може да биде тоа. Се снаоѓале на различни начини или ставале, не знам, зашивале на задниот стан на кошулата, на задниот дел на кошулата како подсукње нешто, па кога треба да седнувале на ја тргале кошулата, па седнувале на подсукњата или ставале како оние триаголници се викаат што ги повиваме бебињата сега што става. Такви крпи некои стари од постаријалишта, пошто и тие ресурси им биле ограничени многу во оваа смисла. Или што ќе најдат, една дури кажа, ќе ставам некое волнено скутниче, цел ден ќе копам на нивата и после ќе се направиш од волната и од менструацијата, ќе се направиш партал таму долу. Значи, во суштина биле такви ситуации. Има еден интересен податок кај Анета Светиева, таа на некој од незините истражувања, не се сеќавам каде, вика навечер пиеле по 3 раки, за да истече преку ноќ што може повеќе, алкохолот да предизвика вакво крварење, за да може утредента да
биде тоа поумерено за да може да продолжат да работат. Инаку не биле изолирани на ниту еден начин во оваа смисла, заштитени, демек да работат нешто поедноставно, тоа што е наред, на тоа што треба да се направи во семејството, тоа и го правеле. А јас знам дека и ставале ракија за болка, дека ставале и ракија на крпи и ја ставале долу. Може, ете. Не знам други некои за болка. Не, имаш тоа светната. прашање дури многу интересно не се спомна воопшто дека имале ниту една не ми го, а дури еве и јас признавам не сум го поставила. Иако и јас сум имала болни менструации, ама ете, сум го пропуштила тој момент, а интересно многу. Силни се македонските жени. Бога ми, се. Океј, јас сакав Гуца да те прашам, бидејќи сподели со нас еден линк дека си бил скоро на некаква поставка во Берлин, во Музеј за европска уметност, не, Европски култура, култури. европска култури, извини. Па да, доста фасцинантно, одма си замислив кај нас како би изгледало една таква поставка. И дали ќе биде некако посетена од јавноста. Што вида во тој музеј интересно Па да многу ни се раскажеш? надоврзува на тоа што Ана го збореше, и мислам на твоето прашање кон неа, за начините на справување со менструацијата. И таа беше составена од неколку елементи. Еден од нив беше изложба на справи или на предмети кои жените ги користеле од 19 век до 70-80 години. Уствари не до ден денешен, бидејќи имаше современи продукти, кои тие ги користеле, нели, за да го си го леснат тој процес, или да го направат невидлив. И јас се изненадив колку всушност многу рано, барем во западниот свет, се произведувале продукти баш како нешто кои се продавале во продавници. Значи не биле нешто што жените си го правеле меѓу себе па си помагале, него си можел дури и почеток на 20 век да купиш некакви форми на условно би нарекол пелени или тампони. Значи, јас се изненадив колку и рано се појавуваат тампоните. Мисля дека тоа е нешто што, не знам, 80-90 години евентуално го има, меѓутоа прилично се рани и затоа таа изложба уствари прави еден многу убав пресек од една страна на тие ајде ќе наречеме женски предмети. Да. Има 4 категории, меѓу кои и развојот на едукација поврзан со менструација. Ова имаше и рима дури. Така да некој рапер може да ме искористи слободно. Авторски. И имаше и еден многу интересен аспект, а тоа е наративот на сегашната, да речем, популација или сегашното општество во домен на менструацијата, колку е тоа обзнаено, колку се разговара за тоа, колку се олеснети женските улоги поради тоа. И секако сам вака интересен социјален аспект околу изложбата е што претежно имаше жени. Тоа е изложба во музеј кој, како нели спомнавме, се нарекува Музеј на европските култури, кој сега прилично јужно во Берлин, за разлика од многу други кои се поцентрално, и не е многу посетен. Тој музеј има и фина поставка, меѓутоа не е нешто вау на коктел, не има нели различни аспекти. Не е во жижата. Да. Се као остаток е на постариот етнолошки музеј, ама онака прикажува, нели, дури има и предмети од два предмети од Македонија, да, што ми изненади, ама прикажува како во 20 век луѓето живееле, онака на многу едноставен начин. И оваа изложба е во посебно крило, и кога ќе шетате низ музеот, нема многу луѓе. Јас, бидејќи ми беше многу близко до центарот кај што истражав, често одев таму и немаше многу посетеност. Меѓутоа, кога ќе отидевте во оваа изложба која се викаше Lauft на германски, Flow на англиски, да. Или тек. Или проток. Да. На македонски. Таму имаше гужва. Таму беше преполно со жени. И многу малку мажи имаше. И мислам дека моето присуство таму беше малку онака као... Сам никој не реагираше нормално, но беше чудно сега што бара овој Бркатиов овде у нашата езотерична зона. Мислам се шалам, никој не реагираше. Ама интересно е што дури и таква тема која е организирана од жени и зборникот кој направене уредован од жени,
се уште привлекува само жени, а не многу мажи. Што значи дека овој аспект и вашата иницијатива повторно се, да речем, се одржува во кругот на жените, а многу малку мажи се заразени од него, во позитивна смисла. И таа изложба тоа го покажа, колку и да е одличен прогресивен чекор да се актуализира и да се покаже колку општеството се справувало со разни форми на мензисот. Мажите не се толку заинтересирани или пак таа изложба не ги привлече мажите, што е многу убав показател што треба да се прави во иднина. Секако свеста во машката популација, односно меѓу машката популација во западниот свет е многу повисоко, претпоставам, односно тој и многу повеќе разбира. Мислам дека кај нас, барем во сегашноста, има многу по здрав однос во поглед на тоа. Но интересно што се уште се смета како женска сфера и мажите викаат, окей, јас ќе одам во крило дека што ќе гледам чамци од, не знам, од Венеција, односно гондоли, ама овде кај жени нема да влезам. Така да... Кога не се рудани од... Да, така да тоа е нешто на кое мислам дека треба да се работи во иднина и да се актуализира малце повеќе меѓу сите. Баш би сакала да видам изложбата, до октомври е инаку отворена, ако некој е заинтересиран, ајде идеме заедно. Плюс некој концерт може да види. Може успат. Ана, дали сакаш уште нешто да не споделиш? Треба веќе да превршуваме. Да, треба да превршуваме. Јас мислам друг пат за крвавите искуства. За крвавите искуства. Добро. Фала ви многу што ни бевте гости. Јас мислам дека темава е толку широка што ќе има прилика повторно да се зборуваме. Меѓутоа, навистина супер време си дадовме да си поразговараме за вакви битни работи. Теодора? Јас мислам дека многу научив од овој подкаст и се надевам дека и оние кои ќе го гледаат ќе дознаат нешто. Плюс дефинитивно беше интересно, ново искуство надвор од границите на нели гуглање на интернет, така што супер. Одлично, драго ми е. И фала што ни поканевте, инспиративно беше во секој случај. Фала, дечки. Уживав. Океј, епа, толку беше од оваа емисија. Се гледаме во следна емисија на Red Talks, Црвени муавети. Добро, поздрав! Се препотив луѓе, матриархат!